Со свечена церемонија беше пуштен во употреба новиот објект на Општинската организација на Црвениот крст во Кичево, кој ќе служи и како центар за дневен престој на повозрасни лица со активно старење. По тој повод, пред присутните се обратија Емин Зејно, председател на Црвениот крст во Кичево, Александар Јовановски, градоначалник на општина Кичево, Саид Саити, секретар на Црвениот крст на Северна Македонија, како и Бесник Селими, секретар на Црвениот крст во Кичево. Денес сме овде заедно со вас за да го одбележиме овој свечен настан, да ве уважиме сите вас поддржувачи, партнери, волонтери и сите вие што бевте дел од оваа наша приказна, оставаме белег кој ќе се памти доживотно. Ви благодарам на сите што бевте дел од овој значаен ден. Вашето присуство и поддршка ми значи многу и ни даваат дополнителна мотивација да продолжиме со уште поголема посветеност. Јас ќе наречам прекрасна сега веќе Кичевска палата, палата која што покрај тоа што ќе пружи, покрај тоа што ќе биде седиште на Црвениот крст, ќе пружи, што ми е особено задоволство, значи еден дневен центар кој не беше нужно потребен за возрастните лица, за нивно активно старење, за подобрување на начинот на нивниот живот и за збогатување на нивната секојдневница. Ви благодарам уште еднаш. Исто така се заблагодарувам на сите вработени и сите волонтери во Црвениот крст, бидејќи докажа во изминатите денови, па и години наназад, што значи да се биде пожртвуван, што значи да се пружи љубов, што значи да се пружи топла рака и што значи да се помогне. Сите оние податоци до кои ние дојдовме изминатиот период зборува дека првата организација на Црвениот крст на територијата на денешна Македонија е формирана токму во градот Кичево на 2 октомври 1912 година. По многу нешта значи имаме зошто денеска да се гордееме, ние, а поготово вие кичевчани, за тоа што денеска вие буквално постанувате еден храм на Црвениот крст, едно место кое ќе биде посетувано во иднина и кој ќе биде доказ на нашето постоење. Овој објект не е изграден само со материјали. Тој е изграден со доверба, со посветеност и со заедничка волја. Секој вложен труд, секој чекор и секоја подадена рака беа дел од пат што ни донесе до овој момент. Но најважно од се, ова не е крај. Ова е нов почеток, почеток на уште поголеми дела. Уште поголема поддршка и уште посилна хуманост во нашата заедница. Нека овој објект биде доказ дека кога веруваме, кога работиме заедно и кога не се откажуваме, ветувањата стануваат дела. Ви благодарам на сите што верувавте, што не поддржавте и што бевте дел од оваа прекрасна приказна. Присутните имаа можност да проследат и неколку уметнички точки од младите од Кичево, а на крајот Црвениот крст додели признание и благодарници за сите кои придонесоа во реализацијата на овој значаен проект.